Моето патешествие низ селата во Република Македонија ете ме донесе во Долненската општина, во незиниот северозападен дел, во селото Костинци. Ете Господ ме донесе, како што се вели, да дојдам и во ова село, да се видам со селаните, да си помоабетам со нив, да дознам многу нешта за ова село, со еден збор, да ги надополнам моите сознанија што ги имам за селово Костинци. Моето патешествие низ селата во Република Македонија ме донесе во северниот дел на Пелагонија. Поточно речено ме донесе во северниот дел на Прилепското поле, во поранешната општина, така наречена Костиничка општина. Една од двете општини покрај Долнени, кои што овдека постоја до 1944 година. Во селово Костинци овој пат не дојдов по мојот стар обичај, кога доаѓам во било кое село, да дојдам мощно рано, во зорите, туку некаде пладништето, како што вели народот. Може би се прашувате зошто дојдов на пладниште, ама да бидам искрен, не беше во вистинска смисла на зборот пладниште, туку некаде помеѓу 2 и 4 саатот, како што умеат да кажат костинчани. Во Костинци дојдов на само чекрек време од денот, затоа што пред неколку години, кога бев нагости во нивното соседно село Секирци, на летната слава Спасовден, многумина костинчани ме поканија да го посетам и нивното село Костинци и за него да направам репортажа. Наминав и во ова поранешна општина, во селото Костинци, да ги видам тие села како живеат, а пред се да ја посетам и поранешната зграда на општинскиот, на овој општински центар. Ова позади мене е зградата каде што до пред 30 години овдека луѓето од селото Рилево, Сливје, Зрзе, Маргари, Долгајац, Стровија, Гостиражна, Слепче, па и одавде да речеме од Ропотово, од Пешталево, Секирци, доаѓа да се ги земат писмата, кои што ги испраќа нивните најблиски. Овдека во оваа зграда се вршеа венчавките, односно каде што се случува, така да наречам, општествените бракови. Овдека беше матичната книга на родени, од овдека се водеше евиденција кој кога се родил и кој кога заминал на најсвет. Ке се обидам да ви покажам каде се наоѓаше поштата, каде матичното одделение, каде продавницата и каде се наоѓаше и амбулантата, каде што овдека доаѓа луѓето да побараат помош од лекарот кој што овдека цело време беше присутен. За жал, се е обрастено во трња и капини. За жал, не можеме да влеземе во поранешната зграда, каде што како дете јас доаѓав овдека со моите родители, да пазариме нешто, да извадиме извод на матична книги на родени, да извадиме, да речеме, беше на времето за имањето домашно стоката, за козите, за кравите, пасош се икаше, да можеш да го продадиш во било во кое место на било кој заинтересиран муштерија. Пак ќе кажам, не можеме да ви прикажеме, пошто се е трње, се е капини. Овдека, во ова општинска зграда, реков дека постоеше поштата. Јас како дете се сеќавам на еден човек, поштар, кој се викаше Љубе. Тој во прво време доаѓаше со моторот, така наречен чезетка, а зимно време идеше на коњ, идеше на магаре, а кога ќе паднеше снег до половина појас, одеше и пешки. И добро се сеќавам кога за нова година ќе дојдеше на сред селото, моето родно село Рилево, и ќе почнеше да ги чита по име, по презиме. Честитка за Марко Јовановски, писмо од Австралија за Петре Мирковски. Истиот тој човек ќе ги собереше на сред селото пред продавницата и ќе ги читаше писмата, дека се сите здрави, сите добри, дека праќаат голем поздрав до своите најблиски. Постар Љубе беше од едно село Тополчани. Овдека се наоѓаше и матичарот Милан од селото Црнилиште.
кој што човекот, додека беше жив, ги знаеше по име по презиме, кој кога склучил брак, кој со кого се оженил, кој со кого се развел и се разбира кој кога заминал кај Бога. Бране, ти си последниот постар овдека во селото Костиници. После до сега. Ајде вака да ми кажеш, кои се постари беа порано овдека пред ти да дојдеш, што се вика? Пред мене Душан беше, Китановски. А пред Душана овој мазникот Стеван, кој се преживаше, не знам теда. Него не доја, него работа пред мене. Стеван мазникот. Други нема. Љубе постарот од Љубе, кој беше? како постар Љубе беше од Единаковци или од Тројкрсти, од Тракости беше. Така? Други немаше да ви па до Бранци по еден месец, че замени, по еден месец пак замени. Тоа не се рачува ништо. Овдека, освен постата, беше и местната канцеларија. Да. Кој беше последниот матичар овдека? Сега Велко Цветановски од Лажане имаше и Лепа од Прилеп. Се донели таа моментално. А пред нив Милан матичарот, тој од Гостиражи, што викаше ти од Црнениште. А пред Милан па некој бил од Црнениште, сега тој како се викаше, како забрави. Тешко ли да се види постар во селата во овдека? Ништо нема лесно, пак камо не поштар. Поштар на секој треба да му појдиш со проштение по паметен него, по сите работи. Некој дописница пратил, некој телеграма пратил, сема се тие се изгубија тие работи. Па пензии, сметки, па оти овде си не остава, оти онде си не остава, никој сам да ќе приме поштарско, како што треба, никој не кажат, а сите барат услугата нивна обратна странка да е задоволена. Дали? Не е тешко, не е лесно, тешко. Овде во времето имаше и телефонска говорница. Има. Ајде да ми опишеш како да речеме поставите луѓе ги обслужуваше. Тие на времето не знаеа ни телефон да заврата, ни да слушаат да става. Ништо, сето да беше. Не само со таа, туку имаше и училиштето, па со 400-500 деца, со 20 најмалку наставници и 30 беа, не 20. Од Зикот до исто работа и работниците и се беа поврзани преку централа кај нас. Пошта и местава канцеларија, ова матична служба. Сите тие беа преку нас поврзани. И мораш од сабање прво сите нормално да се раздужат, кој како доше, што дошле да се слушниш. После беше досадно. За една централа, за еден број треба да вртиш по 10 пати до Прилеп, па тој пак да врти до Београд или странство, па пак да те поврзуваат. Али важно се вршела работа, мора на некој начин да се обстои човекот. Дали ти се случувало во животот телеграма да донесеш ноќеска во 3 часот и зарно и за лошо? Абе не еднаш, во текот на 32 години вечера. Најмаце ми може се случило така по 50 пати да сум пошол, без никаква надокнада, дај само да свршиш работа, па жени бремени тоа време некои што беа уште одцелени. Порачуваш брза помош, па не ти гарантират никој, не беше ако се дај мобилен дали ќе плати или не тој ќе. Се ти треба да му биш гаранција за секоја работа. Па ако не оди на крајот, стоен за офис кршен со него со него, не си терај, да се матка некако што прави. Се разбира од кога ќе одесеше да речеме до болница, кога родителите ќе добија бебе семејство, одеше да те почеста, така ли? Нисум му пошол, нипа сум имал време. Тие сакале, пример, нормално, луѓето не биле заедно сокче или пиво или кафе, него ти си немал време да одиш по нив, нормално дека ако си му сврши таква работа, секој ќе се заблагодари. Дали е точно додека на времето попот, клисарот и матичарот и поштарот сите знаат кој кога дошол, кој кога заминал во едно село и бакалот? Па морало да знаат, затоа што се пријавувале кај нив. И за арми, за ушо, и некој кај го знае сега. Ти ако поиш овде кој кај седи, мора му кажеш. Има луѓе од секаде дојде, и од странство, и од други градини. Ова да те прашам, овдека во ова, сега во ова пошта, овдека во ова матично, пошто ти не си матичар, меѓутоа, поќе доаѓаат за умирачка да извадат да пријават или за новородени? За новородени? Сега последни, можам да речем и неколку години, добро е пак да ти кажем, че зошто?
Со повраток на овие некои од албанци што почна да се женат, те со некои и од друга страна, важно повеќето од Албанија со жени луѓе. Имат по 40 години, 50, уште не женат и сега. Ете како што се вели, Господ ме донесе во нивното село на сам ден на Митровден, на заслугот, на самата слава, да бидам гостин, кај неколкуте семејства кои од памтивека па се до ден денешен си ја слават куќата слава Митровден. Наминав не само на гости, наминав не само да бидам гостин на заслугот кај преостанатите неколку семејства, туку, драги мои, делот стариот адет и обичај, заслугот за Митровден, кој во ова село се слави од памтивека, да ви доловам и вам преку објективот на нашата камера. Но пред да ја продолжам приказнава за стариот адет и обичај за заслугот на Митровден во селото Костинци, ќе ве запознам со моите досегашни сознанија за селото Костинци. Костинци е мощно старо село, навистина мощно старо село. Затоа зборуваат како безбројните устни преданија, така и небројните пишени документи и материјални артефакти. За селото Костинци во устните преданија, легендите и пишаните документи се вели дека Костинци е полско село, кое се распостила помеѓу селата Сливје, Секерци, Црнилиште, Зрзе и Слепче. Низ селото Костинци тече Строчката река, која често се излива од своето корито, поплавувајќи поголем дел од Костенечкото поле. Со вода за пиење селаните се снабдуваат од бунари, како и од селскиот бунар наречен пијан бунар. Селото е од збиен тип, составено од неколку мала, а малата ги носат имињата на најстарите семејни родови, како што се Несторовското мало, Шутковско мало, Попунчевско мало и други. Во средниот век селото Костинци се наоѓало на 2-3 километри јужно од сегашното, во насока кон Браилово, на местото викано Костино. Селото Костино во 1337 година цар Душан како дар му го подарува на манастирот Трескавец. Дека пред речиси 700 години денешто во село Костинци се наоѓало на 2-3 километри јужно во правец на селото Браилово, зборуваат најдените предмети приорање на нивите од селаните на местноста викана Манастириште, кое се распостила во непосредна близина на железничката линија Слепче-Браилово. Материјални артефакти и денес можат да се видат расфрлани по површината на овој досега незаштитен и воопшто неистражуван археолошки локалитет. Според устните преданија, најголем број на материјални артефакти од овој локалитет се однесени за време на Втората светска војна од страна на бугарскиот окупатор. Од кога постои селото Костинци, историчарите се уште ја немаат со сигурност потврдена годината, но според некои пишени црковни книги, кои датираат од времето на отоманското владење со Македонија, во втората половина на 18 век, а се однесуваат за селото Костинци, кои селаните и денеска се уште ги нарекуваат попски крстелни книги, најстариот фамилиарен род, запишан во тоа време бил родот на Терекари, кој живеел во 7 куќи, а најстар член во тоа време бил некој си Нестор, кој живеел кон крајот на 19 век, чија негова лоза се распостила наназад неколку векови и води потекло од некој си Милан, кој живеел 110 години, Ѓорѓија, кој живеел околу 100 години, Милан, кој исто така бил долговечен. Преданието кое и ден денеска се пренесува меѓу костинчани вели дека родот на Нестор броел околу 40 семејни родови. Исто така, според легендата, Нестор имал посебен царски берат, кој бил овластен да биде единствен доганџија во тоа време во северниот дел на Прилепското поле, односно Соколар, за потребите на тогашниот цариград од овие простори.
За Нестор, легендата исто така вели дека покрај тоа што бил многу богат, бил и мощен силен човек. Селските синори на селата Костинци, Белополе и Слепче биле негови. Располагал со 12.000 овци. Легендата исто така вели дека во секое село во Пилепската околија, во речици сите 50-тина, и денеска има по еден член од неговата лоза, од неговата голема фамилиарна заедница која бројала околу 40 членови. За време на Отоманското царство, поточно речено во втората половина на 19 век, Костинци е чифличко село со кое владеат неколку бегови јаги, меѓу кои Ибраим ага, Аџи Маале ага, Сулейман Ефенди бек и Рашид бек, кои пред самиот крај на 19 век поголемиот дел од имотот му го подариле на манастирот Трескавец, додека престанатиот имот го купиле мештаните во 1912 година. Исто така, покрај најстариот семен род на Нестор, во село Костинци во првата половина на 18 век, семејни огништа формирале и семејниот род на Џирковци, кој живеел во 11 куќи, доселен од селото Беловодица, семејниот род на Јанковци, кој живеел во 9 куќи, доселен од село Раец, семејниот род на Трпановци, кој живеел во 9 куќи во Костинци, се населил пред околу 200 години од Богомила, семејниот род на Крстевци се населил во Костинци од некогашното село Белутино, кое се наоѓало помеѓу селата Слепче и Гостиражни. Димковци се дојдени од село Секерци, додека пак семејниот род Здравевци. Легендата вели дека пред да се населат во Костинци, нивните предци потекнуваат од попска фамилија која долго време живеела во манастирот во селото Зрзе. Сите овие семејни родови, кои ги спомнав од памтивека, па се до ден денешен, ги поврзува и едно нешто, а тоа е Митровден, која од памтивека, па се до ден денешен е нивна куќите слава. Драги мои, навистина ова македонска православна христијанска куќна слава се уште живее во селото Костинци, во семејството на 84 годишната баба Благунја Димовска и незината јатрава 87 годишната баба Тодорка Димовска, кои речиси 70 години неразделно живеат во иста куќа која ја изградиле заедно со нивните домаќини и неразделно си ја слават нивната куќна слава Митровден до ден денешен. Лепчето кај ти е че го донесе? Чекай сега. Добро, се ќе почекай. Башка ќе пресече, после колачето ќе... А она ќе клаша темјанче во она. Чеклам, дај жарче сега изведи. Чек. Имаш каделниче? Има. Ајде. Ајде, па, кроц, ајде. Покроце. Тапчето ке ти го стевни. Со стари така е. Само да сме здрави и живи. Староста била многу грда. Ама и мало стубава е. Секој бил над така. Да. Младикот не би. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Тројци, помилуј нас, Господи. Очисти грехи наши, владико, прости беззаконија наше, си ти посвети исцелени мощи наше. Хајде и тие нека се мириса. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Јако свјати еси сегда ниње и присно и во веки веков. Амин. Кој ќе држите? Ај, земи ја. И се ја да кревам. Ти ќе креваш се. А? Стој така. Во славу и чест, свјатаго великомученика Димитрија мироточива го. Стој. Приносим ти жертву си од пренебесни и мислени свој жертвеник, јако свјати еси сегда ниње и присно и во веки веков. Амин. Речи велико име,
Велико име. Света Тројца, Света Тројца. Пресвета Богородица, Пресвета Богородица. помагај нам. Помагај нам. Велико име, Велико име. Света Тројца, Света Тројца. Пресвета Богородица, Пресвета Богородица. помагај нам. Помагај нам. Велико име, Велико име. Света Тројца, Света Тројца. Пресвета Богородица, И помагај нам. помагај нам. Ете, Господ ме донесе овдека за Митровден што се вика, за заслугот. Попот беше тука, го крена лепчето, даде благослов. Ај сега прво да ми се представиш како се викаш, од кај си и кај живееш. Јас се викам од Слепче сум Благуња. Така? Благуња Димовска. Што години имаш? 33 сум. Ајде се вака да ми кажеш, рече дека имаш 80 години. Како беше овој порано за славата за Митровден овдека во селото? Тој како беше, ама сега како е? Немам домаќин, сами. Како се викаше домаќинот твој? Никола. Никола. Ајде вака да ми кажеш како те овој се зелоте на времето, може ли да се сетиш? Не бев бегалка, бев со свадба. Аха. Со свадба бев. И како ти се викаше свекрвати, свекорти? Коца се викаше таа од Риле, од кај овие беше. Од кај Манговци. Така, Свекор ми Петре. така. Слушај да кажам, ја во Рилео идем на поседок кај Костевци, кај Коцета. Кај коцета. Па да, баба ми отаде беше, Божна се викаше. Сега вака едно вечер, оче чекаш гости, така? Кој чекаш вака да ти дојдат? Куќе ми дојди море, дете, никој. Еве реков, ама во Зејве не ида. Овдека до тебе сега имаш и јатрава ти ова, така? Јатрва, Како ти се вика? Тодорка. Ај малце да пометиме. Ај, Бабо Тодорке, ти што години имаш? Јас 87. Машала, те крепи здравието? ќе се крепиам и како. Кога како, да ти кажам браво. Кој ќе се види со вака, што се мометите со јатравата заедно? Заедно сме, живееме заедно јадиме, заедно пиеме. Кафе да ви сварам. Од каде си родом ти? А? Од каде си родом? Јас сум родом од Црнилишта, Од а фамилијата дошла од Гостирарна во Црнилишта дошла. Од која фамилија си од Црнилишта? Од Милошовци. Од Милошовци? Церовци. Ама фамилијата, целата од Милошовци, ама дедо ми и татко ми дошле во Црнилишта. Така. И тука сум родена ја во Црнилишта. Домаќинот како ти се викаше? Илија, Што години имаше домаќинот? колку години без потера... 31 беше. Море, така, 31 тој беше. Ај вака да ми кажеш, како те овој се седовте? Како се запознавте? Како се запознаме, тога и така беше. Со сводници. Ќе те сврша и... Со Сакаш свадба, некиш. со свадба, со венци, едно време како што носа на глава. Кое време ја правите свадбата? Летно, есенско, зимно, пролетно? Кај Атанасови. Јатанасена, имаше снег многу? А? Имаше снег? Немаше. Немаше, а? Немаше. Со што да седал со А, тоа е со коњи и со кола. колку челад имаш ти? Јас имам син, 3 ќерки, 1 син. Незините се. Ама се мажени и тие. Женет има деца. Овдека во селово имате вака вртнички вие по ваши години, по 80? Да ти кажам, немаме. Ова ни е најстара. Најстара? Да. Дали некој вака, да речеме, сте се скарале за нешто, да речеме? А? Двете. А? Ништо ќе делиме, сега сме стари. не сме скарани, не. И се деливне Машка паз, си живеемне ние. Ако во една куќа живеемне. Во една куќа живеемне. Нека е денот за новогодини Митровден, вечер да ви дојдат
Многу гости, Hvala da si а најмногу да ви tako дојдат вашите Nema синови, ќерки, ni внуцина. jedan ima, ne jedan ima da mi dojde. Da se zdravi i živi i vije i deca, da vi se zdravi i živi i sve na ljubav. Će se napijate rak Ќе се напијаме Бога. i kafe. И кафе ќе се напијаме. Ajde. Би преговорил нешто околу животот во селото, односно начинот на живење во селото, и би кажал дека тоа живење има многу предности во однос на живењето во градот. И затоа, наблюдувањето на животот во селото треба да има сосем поинаков пристап. Имено, селанецот во економска смисла е основата на земјата. Нам ли треба земјоделие во најширока смисла на зборот. Меѓутоа, традиционалното село и селанецот во него кај нас веќе се одамна во изумирање. Денес, нашите села, особено планинските и подпланинските населени места, се претежно населени со стари луѓе, или како што често сакаме да кажеме или знаеме да кажеме ние, дека во селото се останати само оние кои што се осудени да останат, а тие не можат ниту да го одржуваат, ниту да го развиваат селото. Некогаш богати, полни со луѓе села, населени места, како што сега со новата терминологија ги нарекуваме, села во кои што се родиле и израстале многу способни и успешни луѓе, денес ние имаме во селата порушени, напуштени кујчи имоти, непрегледни запуштени полиња, имаме гробишта зараснати во трјње и висока трева. Патната инфраструктура е градена пред неколку децении, а некаде и воопшто не е изградена, верували или не, има села каде што нема продавница за набавување на основните намирници кои им се потребни луѓето за секојдневниот живот. А за лечење на луѓето пак да не зборуваме дека ретки се селата каде што има амбуланта за нивно лекување или пак стоматолошка ординација. Често пати се поставуваат прашање како може младите луѓе да се задржат и да ги оживеат овие рурални подрачја. Желба за враќање има, меѓутоа условите се тешки и лоши за враќање. Јас мислам и убеден сум дека битката за македонските села не е изгубена за запирање на оваа стихија на миграција во селото, меѓутоа, за да тоа сето се надмине, потребна е една координирана, една синхронизирана и една организирана акција на многу чинители во оваа земја. Го напуштам селото Костинци, ги оставам двете јатрави, 84 годишната баба Благуња и 87 годишната баба Тодорка, да се го дочекаат Митровден, со едно ветување дека пак ќе дојдеме во селото Костинци на летната селска слава Мала Богородица. Само здраве Господ да ни даде на сите нам, ама и на 84 годишната баба Благуња и незвината јатрава 87 годишната баба Тодорка Димовска.